Благодарам подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. 100% реализација на капиталните инвестиции. Дигитализацијата е завршена, се барат нови локации во технолошко-индустријските развојни зони, затоа што фирми чекаат на ред. Премиерот се премисли и почна со изградба аеродромот во Штип. Гасоводот е при крај. Скопје, Гостивар, Охрид, Штип имат газ. Гасот стигна и во Радовиш. Тутунарите на своите сметки добија 30 денара субвенции. 78% од граѓаните се вакцинирани. Коалициониот партнер организира авиони, чартер, летови за и селениците да се вакцинираат. Ова е сценарио за научно-фантастичен филм. Ова никогаш нема да се случи со владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Ова е незамисливо за економијата и финансиите во Република Македонија. Да бидам конкретен до крај, македонскиот народ е изморен од политика и ако се вратиме на историјата, сосема е оправдано тоа затоа што болна беше и неправедна транзицијата, срамни беа приватизациите на Телеком, СМ, тапкањето на локалната самоуправа и бекатон плочките ништо не решија во локалните самоуправи, распродажба на идентитетот. Не завршуваме тука, најновото, изградба на автопатишта под сумнителни околности, зелена енергија, каде што само некој профитира, и енормно задолжување на државата без конкретен ефект. Сега околу ребалансот на буџетот 2021 година. Вкупните приходи се планирани на 220,6 милиони денари или за 4,7% повеќе. Вкупните расходи се планирани на 268,8 милиони денари или за 8,6% повеќе. Што значи дека имаме дефицит во буџетот 46,230 милиони денари или 6,5% од БДП. Тоа, почитувани граѓани на Република Македонија, значи дека планираме буџет со дефицит од 750 милиони евра. Тоа се пари кои ги немаме во државата, треба или да се задолжиме, или да ги зголемиме даноците. Владата планира овие пари да ги потроши и да ги стави на контото на енормно задолжување на државата, каде што јавниот долг изнесува 62,5% од БДП. Нема да биде подобро ни до година, ни понатаму, затоа што Светска банка прогнозира 22 година 65% долг, 23 година 68% пораст на јавниот долг во однос на бруто домашниот приход. Во такви околности, кога нема пари во државата и се задолжуваме за се и се што, идејата на овој ребаланс е колку толку да се направи некој баланс во економија и финансии кои не функционираат. Имаме многу проблеми, но за жал владата и Министерството за финансии не сакат да излезат јавно на говорница, на јавна сцена да ги кажат тие проблеми. Се прават како да не е ништо
како ништо да не се случува во државата и дека се е нормално. Дека ништо не е нормално во државата, ние како опозиција секако алармираме, меѓутоа алармираат и меѓународните извештаи. За да постигнеме било што со ребалансот на буџетот, ние најпрво мораме да излеземе, почитувани граѓани на Република Македонија, од мучуриштето во кое длабоко е внесена Република Македонија. Република Македонија е во тоа мучуриште затоа што има криминал и невидена и слаба ефикасна борба со криминалот во високите политики на актуелната влада. Ова е извештај на Стейт департментот на Соединетите Американски држави 2021 година. Партиски заробена држава, хибриден режим, популарниот економист. Корумпирана држава, 111-то место на листата на Transparent International. Најновото, небезбедна држава, Global Finance Magazine, не стави на 125-то место од 134 рангирани држави. При тоа извори и референци на рангирањето се Светскиот економски форум и Глобалниот институт за мир. Почитувани граѓани, сите овие се релевантни меѓународни институции кои дават извештаи и тоа тотално негативни за Република Македонија во моментот. Колку и да сакате да се враќате во минатото, мора да знаете дека граѓаните го живеат денешниот ден, дека живеат со денешната плата и живеат со денешните проблеми. За жал, тие проблеми не се решаваат и граѓаните секојдневно се задолжуваат во банките со енормни суми за да преживеат, почитувани пратеници. Ке се обидам да го објаснам буџетот со две тези. Ги земав овие тези како доминантни во комисиската расправа. СДСМ сака да обрани нешто што не се брани и можевме да слушнеме поента повеќе пари за сите, но прашањето е од каде се тие пари? Парите стекнати со задолжување, со јавување на дефицит во буџетот, се нереални пари кои ќе се изедат, испијат, истрошат и нема да донесат ништо бенефит за државата. Коректно ќе беше ако ги реализиравте сите проекти уште во самата криза, за да нема сомнежи дека сите наредни проекти ви се во насока на предизборен подкуп. Главната поента на таа ваша политика, парите кај народот, ја браните со тезата за зголемување на просечната плата во државата. Иако ветувавте 500 евра, па 600 евра просечна плата, ништо од тоа не е реализирано. Далеку сте од таа бројка, без разлика колку сака статистика да ви помогне со примерокот по кој присметувам. Спомнавте вложување во човечки капитал. Според мене, вложување во човечки капитал е вложување во образование, вложување во наука, вложување во култура, нови вештини на луѓето и слично. Според Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вложување во човечкиот капитал се нови партиски вработувања,
згрижување на подобни членови и поддржувачи во јавната администрација кои ќе земат плата и секако нема да ја заслужат истата. Во најава се неколку закони кои ја обребенуват секако и загрижувачки за цаа администрација, да не должам следи период каде што ќе видиме што ќе се случи со истата. Се фалите со зголемување на просечната плата и покрај тоа што знаеме дека тоа е фарса и игри со бројките. Прво, вештачки ја зголемивте минималната плата. Од буџетот секоја година издвојуваме милионски суми за доплата на придонесите за да се оствари таа минимална плата. Дополнително, производ на таа минимална плата ви сте 60.000 ново невработени лица во Заводот за вработување. Точно, дел се и од ковид кризата, меѓутоа бројката загрижува. Загрижува затоа што претежно тоа се лица кои текако беа слабо платени, претежно се тоа лица од нископродуктивните индустријски гранки и нормално е кога тие луѓе ќе останат без работа, секојдневно слушаме за текстилците, да ви се каче просечната плата. Просечната плата се качува и поради иселувањето на луѓето од државата. Во многу места, во многу средини, во многу градови немате определени профили за работа во Заводот за вработување. Едноставно, се што е младо, се што е работоспособно, ја напушта државата. И нормално е во такви околности минимално да се покачи платата. За жал, платите не растат во реалниот сектор. Спомнувате зголемување на просечната плата 10%, на комисија рековте дека во некои сектори платите се зголемени 40% и тоа е добро. Меѓутоа тоа е образование, тоа е секаде позиции од администрацијата. Со таа теза автоматски испаѓа дека платите во реалниот сектор паѓаат. Тие што реално допринесуваат за буџетот земаат многу помали плати. На ова боли и фактот што 10% е намален бројот на вработени во реалниот сектор. И уште се задолжувате со 750 милиони евра за да поделите плати. Тоа е вашата политика. Со тие факти сакате да го одбраните буџетот. Значи се задолжуваме за да поделиме плата, почитувани граѓани на Република Македонија. Тоа е трагедија за една држава. Да земате кредит за да поделите плата. Тоа што ние ви го бараме, капитални инвестиции, велиме слаба реализација, не се доволни, се прави манипулации со капиталните инвестиции. Планираните 30,5 милиарди денари се 9,4% од расходите во буџетот, за волја на вистината зголемени за 6,5 милиарди денара со ребалансот, односно 100 милиона евра. Со ова
се поставуваат две дилеми. Реализација на капитални инвестиции до 15.6.2021 година, според страната на Министерство за финанси, 22% просек. Се извинувам само. Според Се извинувам само, бидејќи се наближува 18 часот, само да констатирам дека ќе работиме и после 18 часот, заклучно со двете реплики кои што се на говорот на пратеникот. Повелете. Според некои информации, капиталните инвестиции денес се 26,5%. Од една страна не можете да го реализирате тоа што сте го планирале, планирате дополнителни 100 милиона евра. Зошто? Предпоставките се дека ќе вложувате во банки наместо во патишта, гасификација, наместо во реални потреби на граѓаните. За капиталните инвестиции не е тука министерот, меѓутоа треба да си поднесе оставка. Реформата на министерот беше дека тоа што нема да се искористи од капитални инвестиции ќе се трансферира по автоматизам на друго место. Сега имаме една дилема. Го погледнав добро сајтот на Министерство за финанси, никаде нема реализација 50% капитални инвестиции. Во ниту една институција. Нема од каде да се префрлат тие пари. Едноставно, ова законско решение, ова промоција на политика на Министерство за финанси само детерминира дека ниту премиерот, ниту министрите си ја вршат својата работа. И се ги интересира, само не ги интересира капиталните инвестиции. Околу капиталните инвестиции ќе се задржам исклучиво на патиштата. Намалени средства и тие мали средства се катастрофално пласирани. Последниот закон за автопатишта не сакам ни да го коментирам. Околу цените на патиштата, ќе искористам ова прилика, 2 до 3 милиона евра веќе километар. Планински тешки услови, 8 до 10 милиона евра максимум со мостови, со све. Тоа што вие инвестирате и правите репрограм на нови пари во автопатот Охрид-Кичево, тоа е чист криминал. Тој пат во моментот кошта над 10,5 милиона евра по километар. 600 милиона евра за 57 километри пат. Тоа е чист грабеж. Значи и тие пари што требаше да ги инвестирате во капитални инвестиции се промашени. Промашени се затоа што иако патот почна 2014-2021 година, сме 7 години, абер нема да се изгради. Се искршија возила, се уништи економија во регионот. Тоа што ќе се направи, тоа останува, почитувани граѓани. За жал, оваа влада не направи ништо. Остава само долгови кои треба да ги плаќаат идните генерации на Република Македонија. Благодарам.